Лобито на СЈО изгледа ја губи својата сила и полека попуштаат стегите кои овие луѓе ги имаа врз државното јавно обвинителство по згаснувањето на нивното. Двете одлуки на Советот по изборот на новиот републички обвинител, првата дека немало притисоци врз обвинителката Ленче Ристовска и отфрлањето на дисциплинските постапки против Цветановски и Хајрулахи, фрлаат ново светло во повеќегодишното функционирање на обвинителската служба. Експертите ја поздравуваат одлуката, но велат дека времето ќе покаже дали ова е почеток на расчистување на ова силно лоби од функционирањето на обвинителите, кој беше посочено како виновник за слабиот рейтинг на оваа институција. Професорот Кекеновски укажува дека Советот ќе биде гарант на професионалност кога ќе констатира пропусти, туку покажува законитост и правна логика. Но вистинската доверба нема да се врати со една или две добри одлуки, ќе се врати дури тогаш кога јавноста ќе види дека ова не е исклучок, туку станува стандард. Значи, ова треба да се поздрави, вчерашната одлука на Советот на јавни обвинители, но и да се памети. Да се памети, бидејќи институциите не се ценат по тоа дали еднаш постапиле правилно, а 100 пати неправилно, туку по тоа дали конечно решиле секогаш да постапуваат така, согласно начелата на Уставот и законите. Довербата на јавноста не се гради со една одлука, ниту се враќа преку ноќ, туку со континуитет, кога принципите ќе станат правило, а не преседан. Професорот оценува дека граѓаните не ги мерат предметите кога постапили исправно, туку по тоа дали конечно решиле така и да продолжат. Каде беше оваа принципиелност досега, сиве овие години? Каде беше оваа внимателност кога со години јавноста гледаше селективност, кога гледаше молк, кога гледаше двојни стандарди и впечаток, дека одредени процеси повеќе се водат според политичката клима, отколку според правото и процедурата. И ако денес Советот конечно почнува да се ослободува од тие притисоци, било да се политички, било да се внатрешни, тогаш тоа е добро и за обвинителството и за државата. Советот на јавните обвинители едногласно ја одби иницијативата на Ристовска, која тврдеше дека врз нејзината самостојност во работата премиерот вршел притисок со неговите изјави. За неј пак ваквата одлука значело дека обвинителите се оставени сами на себе да се справуваат со притисоците. Истовремено Советот реши да го врати обвинителот Јован Цветановски на својата функција, откако едногласно ја укинаа неговата суспензија и го прекинаа дисциплинскиот предмет против поранешниот виш јавен обвинител Мустафа Хајрулахи, бидејќи тој претходно поднел барање за престанок на функцијата.